Ще тука и на видеото ще дојде голем број. Да, физички да присуствуваат на ова предавање. За разлика од Гоце што зборуваше за професионално скијање, јас ќе зборувам за аматерско скијање и скијањето како туризам, која е популарна, да кажеме, во нашите простори, затоа што 90% од клиентите кои доаѓаат кај нас, доаѓаат дефинитивно да научат да скијат. Знаеме дека скијањето е скап спорт и ретко кој се одлучува да после совладувањето на основните техники продолжува професионални води. Ние сите овде како луѓе што имаме лиценци, знаеме дека со самата лиценца која добиваме, стекнуваме некои права. Нормално сите сме свесни за тие права и ги користиме. Правата на наши со таа лиценца се сега го даваме часови, да водиме групи, имаме право да организираме настани по прашање на скијање, кај што ги едуцираме. Само секунда. Кај што ги едуцираме луѓето кои сакаат да научат да скијаат, или како голем дел од нас сакаат да кажат клиенти или ученици, без оглед на тоа. Значи, но забораваме дека самата лиценца нас ни ствара и некои обврски, кои треба секојаш да ги споменуваме и да се подсетуваме на нив. Затоа што со самата лиценца ние го представуваме и МАИС, и ИСИА, и самите себе си, имаме и само промоција, а највише го представуваме скијањето. Ние сме првата линија во скијањето, луѓе кои треба да ги натераат клиентите или учениците да го засакаат спортот и да продолжат понатака дали во професионално скијање или да се занимаваат со спорт. Значи, прво од нас се бара да се пренесат знаењето на најдобар можен начин. Што значи тоа? Тоа значи дека и покрај тоа што ние знаеме да скијаме и знаеме да скијаме подобро, побрзо, поспоро, треба да најдеме начин како на клиентите или учениците да им го презентираме и представиме тоа. Тоа значи дека доколку ние имаме дете од 5 години, ние треба да се оспособиме и вокабуларот на зборови и начинот на комуникација со тоа дете да биде прилагодлив за него, за што полесно да не свати и да ги совладе елементите. Исто така се однесува и за човек кој е поспремен физички, човек кој се бавил со спорт, не се бавил со спорт. Ние како инструктори се прилагодуваме на нив, не они на нас. Тука сме за да ги натераме да го засакаат скијањето. Значи, што значи тоа? Ние сме тука и психолози, педагози, инструктори, све воедно. Значи, треба да го гледаме клиентот, да оцениме дали клиентот е уморен, не е уморен, доколку е уморен да му дадеме пауза, дали може да ги прими вежбите, дали не може да ги прими вежбите, доколку не може да го пратиме вежба назад и така натаму. Значи, за да се направи ова, инструкторот треба да биде целосна личност. Кога зборувам за целосна личност, зборувам за тоа како ние се опходиме према нашиот клиент, ние на некој начин сме у него и узор, и идол, и се. Значи, он треба да го засака скијањето и да сака да скија како нас. Се. Затоа треба да имаме максимална подготвеност и концентрација и сите елементи што ги кажуваме, секогаш да бидат правилно изведени, затоа што најчесто нашите ученици учат од тоа што го гледаат. Секако. Дека ние сме тука да го пренесеме знаењето и со зборови, и говор, и образложување, но најчесто тие ќе го видат она што вие го покажувате. Сега. Кога сте со ученик или клиент и часот трае еден сат. Сега ќе кажам работи со кои ние се соочуваме во ски школа и на кои ја најчесто инсистирам, а во минатото праве проблем, па сега ги отклонувам. Најчесто сите инструктори мислат дека учењето на еден ученик е само спуштањето по патеката и кажување и посочување на неговите грешки, отклонување на истите и поправање на неговите способности за скијање. Но часот почнува од оној момент кога клиентот ни се јавува и ние му кажуваме за избор на опремата, што имавте сега можност да го слушнете, што е многу битно. Потоа, истиот тој
ние како ски инструктори сме должни да ги имаме сите информации по прашање на ски центарот, што значи да знаеме колку е ски тикет, дали да дојде на полудневна, дали да дојде на целодневна, кога е гужва, кај да се паркира, дали треба да носи кацига, каква кацига да носи. Значи, сите овие прашања ние мора да ги знаеме. Мора. Во тој еден час, кога е тој клиентот или ученикот, ние треба да бидеме максимално посветени на него. Во минатото имавме случаи кога наши ски инструктори, кога се во ред, зборат на телефон, или инструктори што се пушачи, пушат цигара, што е незамисливо. Сум доаѓал во конфликти со истите, сум се објаснувал, па знаете, имате оние одговори, ама добро, и така чекаме ред, можам да зборам на телефон, ама добро, и така сме на отворено, можам да запалам цигара, ама не, мојава цигара не е таква, него е електронска. Значи, да се разбереме, сакам да кажам дека правилата во нашата школа се следни. Доколку си во ред, стоиш и му ги кажуваш на ученикот грешките што ги направил во прошлото спуштање и го подготвуваш за идното спуштање. Го учиш што следи и што треба да се отклони. Цело време се зборува за скијање. Немаме простор за зборување на телефон, немаме простор за цигара, затоа што ние сме таму да пропагираме здрав живот, да го засакаат луѓето спортот, а со овие работи што ги зборам, што ги правиме како грешки, не го правиме тоа и тоа не е окей. Сега, би сакал да ви кажам, не знам, дел од вас работеле, некој има што работеле кај нас во ски школа, некој работел самостојно, некој работи самостојно, некој работи во ски школа, и едното и другото имаат своји предности и своји мани. Сега, јас би почнал вака прво. Прво, би сакал да ви кажам што значи работа со група, што значи индивидуална работа. Значи, кога работите со група, и таа настава си има своји предности. Значи, тука децата им се стварува надпреварувачки тук, се такмичат меѓу себе, едно на друго се конкуренција, па таа конкуренција ги влече напред, поинтересно им е. Но истата настава има и мани, затоа што еден инструктор со 5 деца не може да се посвети на сите 5 деца. Значи, знаеме дека кога си 1 на 1, 100% се посветуваш. Сега, за 1 на 1, мислам дека зборам за почетници, многу е подобро. И ја секогаш инсистирам, кога прв пат се качува на ски, ученик и додека не научи да се качува на ски лифт, да дојде 1 на 1 да работи со инструктор. Зашто? Дека во тој час или два ќе научи многу повише него да е во група. Значи, инструкторот е целосно посветен на него, гледа да му ги отклони маните, разговараат за проблемите кои му настануваат, нели сите ние сме различни, едни напредуваат повише, едни помалце, па кога се во група, еден ако напредува повише, овие што напредувале помалце го влечат назад, а вака 1 на 1, мислам дека тоа е тоа барем за првите часови додека не се осамостали да научи плуг, да научи плужни виугања и да научи да се качува на ски лифт. Сега, би сакал да кажам за функционирањето во ски школа, па после ќе збориме за функционирањето на инструктор кога единка. Може слободно да се уклучувате, да ми поставувате прашања. Јас ќе кажам како функционира нашата ски школа. Значи, нашата ски школа функционира така што има прво во самата ски школа има флуктуација на 20 ски инструктори, од 10 до 15 секогаш на терен. Од кога отвара ски центарот до кога затвара. Вечерта пред новиот ден ние имаме листата на побарувања за часови. Секој инструктор, значи прво имаме од 3 сегмента ни се состои школата, еден работи маркетинг делот, еден работи организацијскиот дел и еден стручниот дел. Значи, за организацијскиот дел вечерта ние добиваме листа кој инструктор е дента на работа. Врз основа на таа листа ги земаме сите часови кои се закажани и секој инструктор добива дали на Viber или на мејл, зависи оваа година беше на мејл, од колку саат со кој клиент е, име на клиентот и број. Доколку е детето мало или нема телефон, се добива број на родителот
И сега, тука е на инструкторот да се договори со нив. Кај ќе изнаемат ски опрема, кај ќе се најдат, практикуваме да се најдат горе. Бидејќи знаеме дека ние сме на Маврово, нели? Нарочито за викенд се ствара гужва и сега доколку слезе инструкторот доле, па да го земе, па да го качи горе, се губи време, а со тоа време знаете и сами дека се губи пари, пошто ние работиме на сатница. Сега, што е добро, кога се работи во ски школа? Бидејќи сите ги имаме закажано часовите, доколку некој касни, тој што е во организација, тој не дава часови, седи на телефони во организација. Му јавуваат дека му касни ученик. Тогаш, ако има некој порано дојден, ги префрла часовите од тој што е порано кај овој што касни, а овој што касни, кога се качи горе, му наоѓа нов кој заврши. И тоа е една комплексна работа, малтене сте како диспечер, и гледате сите да бидат обслужени во текот на денот. Сега, тука ни се појавуваат стандардни проблеми од типот едно дете не може да се качи на ски лифт, па дете што сме го зеле во група не е за таа група, а родителот ни пријавил дека е за таа група. Работите ги решаваме на лице место. Проблемите настануваат многу повише со родителите отколку со самите деца кои доаѓаат, затоа што сите знаеме дека сите мислат дека детето може многу повише и е многу подобро од тоа што реално е. Сега, кај нас има многу инсистирања децата да ги, пошто представено им е на родителите дека детето ако оди во пострмна стаза или ако е на црна стаза, тоа ќе е подобро, што не е така. Тука сме ние да се станеме и да ги едуцираме родителите, да им објасниме дека ние сме инструктори за да ги научиме децата правилно да скијаат. Не да се пуштаат. Повели? Едно прашање. Предавањево е за ниво 3? Да. Добро, фала. И отворено за сите. Да, отворено за сите. Добро. Сите, ја ќе се усврлам, извини, Младен. Сите предавања се отворени за сите, без разлика кое ниво сме. Зошто? Затоа што нашата цел е да се обучиме како дејци во снежни спортови. Така да, дај Боже да има и други што не се членови на МАИС, да бидат вклучени во овие предавања. Најверојатно ќе направиме некое добро дело за сите нас. Извини, Младен. Без оглед на се, може да се уклучи кој сака. Ова предавање повише едукативно, секако ние ќе мора да излеземе на терен и утре да ги покажеме нашите вештини и вежби. Сега, знаете и сами, нема потреба од тоа да се убедуваме кој е ниво 2, кој е ниво 3, кој е ниво 1, утре треба да се излезе на терен и тоа да се покаже. Овде нема криење. Ова не е работа што сме во канцеларија, па некој ќе забушава. Овде мораш да ги земеш скиите и да положиш. Тука нема криење. Има комисија, има луѓе, така да секако мораме да полагаме, нели? Тоа е моје мислење. Не, окей, ми одговори. Тоа ми беше само прашањето. Да, окей. Фала. Нема проблем. Сега, овде, пошто е за ниво 3, ви објаснувам како функционира целосно ски школа, затоа што некој од вас утре може да сака да отвори ски школа. Сега, може би имате некој ски школа, може немате, затоа не ти го разбрав прашањето. Прашањето ми беше конкретно. И добро. одговорено конкретно. Фала. Добро. Окей. Значи вака. Првиот час што го имаме секогаш со почетниците, сега од вас не има ски инструктори, има, не знам, некој работел, некој не работел, не знам кој е се уклучен. Проблем ли се јавува најчесто кога се јавува родител и ни кажува дека детето више скијало, дека вака скија, така скија, и ние правиме групи. И сега тоа е на опсежна работа, бидејќи може да ви се појават 4 ски инструктори со по 7 деца во група. И најчесто, сега више, после неколку години искуство, одбиваме да го земаме мислењето на родителот како релевантно, не го викаме да се качи горе и тоа би ве советувал сите. Значи, да се качи горе, да го видите, па после да го убаците во група.
бидејќи се случувало да ни кажат дека детето супер се и ние ги правиме групите и иде детето и не можеме да го качиме на скилифт, нема никакви познавања, нема, значи наша препорака е секогаш да го видите детето, па после тоа да ги формирате групите. Кога се работи со индивидуална настава, кај нас доаѓаат клиенти кои не ги занима да научат да скијат професионално, него ги занима едноставно само да се качат на скилифт, да дојдат до плужни виугања и после тоа не сакаат да учат, но имаме и клиенти кои доаѓаат да научат напредно скијање, карвинг скијање. И знаете, више тие идат со некое признање. Кога идат со такво признање, најчесто клиентите се спремни за тоа. И више имаат поминато многу школи, значи нас не се дешавало да идат клиенти кои учели во Австрија и во Србија и прашуваат специфични прашања. Затоа е најдобро да се спремни, да знаете да знаете на која тема отиде, ако треба да се потсетите нешто, да си погледнете на YouTube некој видео, затоа што мислам дека се слуша нешто. Ме слушате? Да, Се слушаме, слушаме, на кратко Да. нешто се прекина само, ама продолжи. Окей. И имаше мал прекин, јас мислев дека Да. само кај мене. Окей. Значи, многу клиентите се многу конкретни, многу прецизни, навлегуваат во детали. Најдобро е да ги тоа карвинг скијање да го разгледате уште еднаш пред тој час, да се потсетите. И јас зборувам се лично за мене, во такви случаи најчесто користам видео материјал, затоа што клиентот некогаш не можам да му доловам каде греши, например, пошто се детали греши некогаш во раце, греши некогаш во нозе, не може да ме разбере, најдобро е да го снимите, додека се качувате на вишари или скилифт, му го покажувате материјалот и му го покажувате кај греши. Ова е од мое лично искуство, не викам дека е правилно или не е правилно, само ви пренесувам мое лично искуство и мислам дека се презадоволни. Најдобро се учи кога се гледа. Значи, вака тече пола ден, да кажеме, од ски школата. Кога завршува денот, пак имаме повторно на зборно место, се наоѓаме исто доле. Владица знае, беше бил со нас. Повторно имаме еден како мал брифинг. Секој од инструкторите пријавува што има за следниот ден, кажува кога е слободен и го спремаме исто следниот ден. Бидејќи е многу комплексно, ние голем дел од нас патуваме, па знаете се како е со патиштата, имаме застој, немаме застој, добро е кога имате инструктори што се од самото место, да кажеме Владица е баш од таму, и мора да знаете дека според нас некој си го планира годишниот одмор. Тоа е многу битно. Значи, некој работел 360 дена и иде 10 дена да се 5 дена се одмара. И вие затоа мислам дека е добро да се биде во ски школа. Се дешавало и мене ми се дешавало да се болувате, не може да стигнете и имате икс причини што не може да дојдете, тогаш клиентите ги пребацувате на колегата. Сега кога сме во ски школа, ние до лани имавме лошо поставен до прелање, да кажем, имавме лошо поставен систем затоа што некој не иде, ама не знаеме кај завршил со клиентот. И сега кога го предаваме на друг инструктор, истиот клиент, ни се појавува проблем затоа што не знаеме кај застанал, до што го научил, до каде го научил, едниот има еден тип на учење, другиот друг тип, па клиентот се буни, вика, ама овој вака ми покажа, овој така. Затоа од лани воведовме сите ликови што ги имаме во мај, сите ги работиме. И доколку не иде еден клиент, му кажува застанат сум на тоа и тоа ниво, тамо и тамо, и треба да продолжиш така и така. И имавме многу голем напредок. И затоа мислам дека е баш мај многу добар и сите би требало да го поминат тој курс, како би можеле да се уклопат во било која школа, пошто кај додите, тие се вежбите, тие се ликовите, мора да ги научите, мора да се направи. Сега, ова е, ја што го зборам се за туристичко скијање, значи збориме за некој да си дојде на одмор, да го одработи одморот, со вас, да му го изорганизирате се тоа како што треба, без разлика дали сте вие ниво 1, ниво 2 или ниво 3,
тоа го бараат од вас клиентите. На крајот на денот ние сме платени за тоа и платени сме да им направиме забава и добра едукација и да ги научиме, без разлика на кој ниво сте. Значи, тоа сега да ви кажем дали сте ниво 1, ниво 2 или ниво 3 или не знам дали има таму ниво 4, ова мора да се направи, затоа што ние сме тука како сервис на клиентите. Ова е тоа што би сакал да ви го кажам околу туристичкото скијање. Сега доколку има некои прашања, јас сум тука, ви стојам на располагање, повелете. Јас ќе кажам супер, ни треба секојаш освежување за вакви работи и морам да признам дека јас исто користам видео за снимање затоа што тоа е најдобриот фидбек што може да се предаде, така да супер што го спомна ова. Исто така сакам да кажам во однос на снимање дека нашите регулативи се повеќе се влегуваат во некои законски рамки на, не знам, на европски регулативи и би било исто супер кога веќе ја за мене кажувам кога ќе тргнам да снимам, да прашам дали смеам да снимам. Затоа што луѓе го почнуваат, посебно родителите, да бидат некако не алергични, туку да се ги знаат правата. Па убаво е да се спомне, нели, на зезање, на смеење, слушајќи имате и видео до ова, ќе видите како скија, кој е бенефитот од снимањето, за да не испадне дека ги користиме материјаливе можда за социјални мрежи или за такви работи. Ова е чисто околу заштита на овие, како се викаат, confidential, на собирање на дата, на податоци. Само толку и на Потполно си во право. Ние имавме проблем со тоа, затоа што ние во самата ски школа вршиме реклама и некојаш сликаме дечиња за рекламирање на производите кои не се нас спонзори. И секогаш ги прашуваме или родителите или дечињата дали може. Сега, за ова што го збориш, јас, бидејќи имавме и негативни искуства, сме ставиле некој дете подма ни пишуваат да го избришеме и тоа, практикувам да се снима со неговиот телефон. Со телефонот на клиентот. Тука ако може нешто да додадам ја во однос на закон за заштита на права на потрошувачите, у принцип што може да правите, тука има како да ни речем фора, може да снимаш стално доколку е тоа во интерес на бизнисот, односно доколку е тоа во интерес на зголемување на квалитетот на инструктора, така, значи зголемување на квалитетот на образованието на школа. Значи ти користиш за видеоанализа. Во тој смисол може да се снима ако има оправдување. Ако се користи за реклами, мора да имате одобрение од било кој што нели би го користиле, ако доколку се гледа лицето или описот негов како личност, мејлови, броеви, адреси и така дали. Чисто вака како информација, бидејќи тоа сум го работел и до некаде ми е познато, вака само да фрлам некој инфо. Ако некој интересира поише. Ние дојдовме во непријатна ситуација, бидејќи тоа го користевме за реклама, што и наша грешка, не прашавме. Баш рекламиравме еден производ и се јави родителот, и ми се јави во 11 навечер. И ја му се извинив, избришавме се одма, ама... Значи, наша грешка. И од тогаш практикувам кога се прави снимањето, да му кажам, слушај, дали сакаш да те снимам со твојот телефон, за да ти покажам кај е грешката, да дај ми го телефон, го снимам и после кога се возиме на речар или кога чекаме ред на скилет, ја му објаснувам на неговиот телефон. Ушо не ви одземам поише време, вака вербално не се прифаќа. Значи вербална афирмација дека може да ме ставиш, бау не се прифаќа. Така да ако случајно имате намера рецимо да снимате недела дена две луѓе кои што ви се врткаат, нели, кај да сте небитно, као форма некоја на пристапница, нели, било како, значи писмено. Ја имаме. Да, и може таму таму се подпишуваат родителите. Да, како пристапница, нели, што имаме по клубовиве, и убаво е таму еден дел да има дали одговара да се користи за цели на клубот, во ред тоа снимање информација, меѓутоа дали сте сложни да се користи или видеоматеријалот или информациите што ги имаме за рекламирање. Сега тоа ви зборам за цела сезона, а доколку ние следовме од маркетинг агенција, извини што те прекинувам, и пишува дека јас тој го одобрувам да материјалот што го имате може да го користите во рекламни цели. Маркетинг агенција ни го дадоа и само чисто да имате дека таа индивидуа со тоа име и презиме, пример што се снимеле, што се идентифицира на видеото, како таа индивидуа, дека секој може на видеото јасно да идентификува.
да речеме дека ајде се Кирил Насков, дека Кирил Насков јасно се гледа на видеото дека е тој и таа личност вам ви дала писмено одобрение дека може да се користи записот, видеозаписот, аудиозаписот, небитно, што карактеризира него или неизе, писмено дали одобрение дека може да се користи за рекламни цели, онда сте 100% покриени. А во однос на видеоанализите, за тоа све додека имате ги користите за ваши цели, за целите на школата, видеоанализи може да правите, ајде што вика Вук, се осетливи луѓето, да, во принцип на снимање ли, ајде да речам, законски нема никој да ве гони доколку тоа го користите и го нели ги снимате луѓето и ги користите само за целите на нели подобрување на возење на квалитетот на возењето на индивидуи. Чисто информативно така толку од мене, ако имате нешто врска со ова, прашајте ме слово. Јас зборував и со Вук и со сите, значи ние како школа ви стоиме на располагање кој сака. Кога сака, слободно може да дојде кај нас, сака да гледа, сака да види како е организирано, сака да 2-3 дена биде дел од школата, без проблем. Значи ние сме од отварски центар до кој затвора ви стоиме на располагање кога сака. Дали може да прашам нешто Предраг на тоа Предраг што Значи, кои се последиците од користење на материјали, во смисла збориме на ски инструктори, не на ски школа, снимаш, објавуваш на социјални медиуми, кои се последиците, дали добиваш, да речеме, ако се побуни родител и ти тоа го избришеш, дали после тоа сносиш некаква последица или дали има некаква опомена, да кажем? Добро. Добро си изјаснив. Добро, Владимир, фала ти, да, добро. В принцип е супер, сите така размислуваме, нели, у тој правец. Генерално кај нас многу е повеќе дадено енергија да се направи законот и да се каже дека го имаме, бидејќи мораме да се усогласиме со ЕУ и со нивните нормативи, поради правецот кај што се движи државата, тоест кај што би сакале да се движи, значи ние законот го имаме, а меѓутоа голем е проблемот со негово имплементирање и кој тоа би го речам, кој би ги извршил казните кон луѓето, нели, после тоа, кој би го казнувал тој снимател или кој би пресудил дека точно таа одредена одредба од законот е прекршена према тоа и тоа лице. Значи, тоа е малце полог процес, али во случај Владимир ако се... Кажи, Стефан? Аха. Доколку, значи, лесно ќе нас се проаѓа. Со една, да речам, пријателска пријава може и да го избришете тоа и да нема ништо околу тоа, пошто не се оди одма на суд. Значи, не... До сега барем ја не сум видел такво збориме. Тоа што ме интересираше, дали доколку се извиниш и се едноставно го тргнеш, дека тоа е тоа. Стефан, ако може само микрофонот да го наприш мјут, те молам. Добро, не ме слуш. Фала. Само тоа ме интересираше дали едноставно со извинување и со тргање на тој материјал ти... Може, да, дефинитивно така и се проаѓа генерално скоро и сега, да речам, по источна, централна и југоисточна Европа, али може некако се загне законот е на нивна страна, значи тоа ако се злоупотребува максимално е сега нормално ако пример ме снимаш мене, ја не сум дал согласност. Јасно. Рецимо се наљутам, ти речам тргни го, ти не го тргаш еднаш, два пати, три пати, сега за тоа треба да многу е Не, јасно, не се наши не треба да се направи за тоа да е стварно да помине на суд, туку така, али за да не те боли глава, у суштина увек е добро да имаш некој писмен доказ, особено ако ги работите систематски као ски школа си или некоја фирма кај што нели своите вработени мејловите ги искористувате, ньюслетери пуштате и така дале, без согласност. Ај можеш до негде да оправдаш некои одредени ствари дека се во интерес на бизнисот што го пропагираш и го работиш, али маркетингот е не стално во интерес нели на бизнисот што го работиш, зборам интерно, нели, интерно во интерес на твојот бизнис што го работиш интерно внатре. Маркетингот е запрема сите надвор. Фала ти многу, Предраг, фала ти многу. Нема гледа. Што и да треба, тука сум за овие работи, мислам и приватно контактирате ме преку Киримате број или преку било кој, ако нешто се мислите многу околу ова, особено побарете ме. Така.
Фала. Може? Да. Ја го разбирам Пејче, затоа што ова испаѓа дека ја личи на последица. Ќе мислам супер, ама дечки имаме закон и законот се почитува. И ако вика дека не смеја да снимаме никого, не смееме да снимаме никого и треба да прашаме ако сакаме да снимаме. И тоа треба да се го научиме, нема тука што да филозофираме во врска со тоа. Моментот е сличен на ски учителите. Значи, секој од нас моментално може да врши настава без никаква лиценца, затоа што никој на терен не доаѓа и не проверува. Дали се сложувате со ова? Да, јас не се сложувам, Вук, и ја мислам Чекај, дека не. така. Чекај. Дали не проверува некој? Никој не проверува. Не проверува, да, Не, ама чекај. Само ова сега. Со тоа што, значи, ако не проверува, не значи дека ние подлежиме, доколку како учители направиме беља или дојде до повреда, на пример, на некој дете, или било кој клиент, ти можеш да имаш може некаква од искуство. Само да искуство, довиш. лично искуство да ви кажам. Само извини да довиш. Мораш да имаш легитимација која што ти покажува дека ти имаш право да водиш група, дете и така натаму. Што значи, у контекст на ова што збориме, законот е за почитување. МАИС, меѓу другото, е направен за да го почитува законот. Ние да се обединуваме за да почитуваме закон. Супер дојде темава од основна, само младен извин, дојде темава од многу едноставна работа, смеам да снимам или не, доаѓаме до моментот дали ние треба да бидеме легитимирани или не. Токму затоа е МАИС, за да го почитува законот, токму затоа и се враќам назад, сме некако треба да се научиме да ги почитуваме сите закони. И јас мислев така дека нема проблем, но ќе ви кажам конкретен пример, сите ја знаете Наталина, дете искрши рака и родителот кога дојде, прво дојде кај мене и прво што ме праша дали е инструктор лиценциран. Прво, ништо друго не ме прашуваше. Исто ќе додадам, може да имате група од 7-8 дечиња. Ова се случува на наставник по физичко во основно училиште. 30 деца, едно дете крши рака во еден ќош. И му вика на наставникот, ти не си бил до детето. Вика, ама ја бев со децата, јас сум во салата. Не, ти не си бил до моето дете. И наставникот имаше правни последици после тоа. Значи, гледате колку може, ако некој сака да го толкува законот, многу лесно може да го толкува законот. Исто така, треба, например, може да направи проблем некој доколку не му посочите на девојка треба да носи кацига. Вие сте тој кој што треба да ја наметнете безбедноста. Доколку скија без ракавици, возрастен човек не може да скија без ракавици, колку и да е возрастен, колку да е искусен. Очила ако нема, не може да скија без очила. Тие се тие работи кои што ние треба да ги регулираме. Дарко сега кажа многу паметна работа, правна, вика, незнаењето не те ослободи од одговорност. Ти тоа што не знаеш, може да не знаеш колку сакаш, па не те ослободи од одговорност. Супер. Момци, ако имате уште некој прашање слободно, јас сум тука во Маврово од кога отвара скицето до кога затвара. Повелете, сакате да видите, сакате да прашате, сакате кога сакате, тука сме за било што. Ви посакувам на сите убава вечер. Се надевам дека имавме добро предавање, се гледаме на планина, да се подружиме, да поскијаме, да ги покажеме елементите, да видиме кој до кај сме. Уште еднаш убава вечер, па до следно видување. Се надевам дека ќе имаме снег. Голем поздрав на сите.